Përshëndetje të gjithëve. Do flasim sot për infeksionet urinare. Sa të shpeshta janë infeksionet urinare? Shpesh që janë gratë, ato që ankohen më së shpeshti për infeksionet urinare, por përse? A ndodh për shkak të strukturës anatomike, apo ka edhe faktorë tjerë përse gratë vuajnë më së shpeshti nga infeksionet urinare? Do flasim edhe cilat janë ato bakterje, të cilat më së shpeshti shkaktojnë infeksione urinare, dhe jo vetëm, a janë disa ndoshta zakonet tona të përditshme si shkuarja në tualete publike, mos higjiena personale, të cilat mund të jenë faktor shtesë për paraqitjen e infeksioneve urinare. Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar dr. Irena Rambabova-Bushletić, subspecijalist nefrolog. Добре дојдовте. Ви благодарам за поканата за учество во вашата емисија. Чест ни е да сте гостинка денеска тука да разговараме на една многу честа и многу важна тема како што се уринарните инфекции. Колку се чести уринарните инфекции? Вие споменувате една тема која што навистина е доста честа како патологија во медицинската пракса и се смета дека негде околу 20% од вкупната популација има одреден тип на уринарни инфекции. Тие не само што го оптоваруваат пациентот, туку прават и едно сериозно оптоварување на здравствените фондови со отсуство на индивидуите од работните места, со посета на доктори, така да оваа патологија е доста честа како и во примарното здравство, така и посложените инфекции кои што ги третираме во секундарното и терциерното здравство. Како бројки можеме да кажеме дека дури негде 50% од женската популација во тек на животот имала одреден тип на уринарна инфекција, наспроти мажите, кој што се бројката е нешто далеку пониска, испод 20%, негде околу 17-18%, зависно во кои региони, и тоа се должи на одредени, ова што вие прашавте, на одредени прво анатомски предиспозиции, понатаму хормонални. Во однос на анатомските предиспозиции, пократката уретра, медицински кажано, или излезот на урината во тој дистален дел, така да влезот на бактериите од околните места каде што природно има бактерии, таа зона не е сосема стерилна нормално, или пак заради одредени интервенции многу полесен е влезот на бактериите заради пократка уретра, за разлика од кај мажите, што анатомски е подолга уретрата и малку имаат бактериите подолг пат за одење, па и одбраната веројатно на организмот е малку поинаква. Тоа е едната предиспозиција. Спомнавте и хормоните, дали тоа значи дека после менопауза почести се уринарните инфекции кај жените? Така, жените во тој развоен период имаат нели повеќе фази. Една од фазите е кога жената е во фаза на бременост и тука имаме исто така зголемен ризик од појава на инфекции, уринарни инфекции, затоа што едноставно хормоните и целото милје е променето и таа компресија што е прави плодот со тек на зголемувањето и растењето кое што е физиолошки нормално, меѓутоа прави една промена на уринарниот тракт и полесен влез на бактериите кон бешиката или ако се работи за посложени инфекции, дури и кон погорните делови од уринарниот тракт. Исто така, вие споменавте и менопаузата, каде што е една друга фаза, каде што исто така има пат на естрогените и таа природна, да речеме, одбрана во тек на еден инволутивен период понатаму, прави жените да бидат по-предиспонирани кон инфекции. Исто така и со раѓањата знаеме дека жените анатомски после неколку пороѓаи се менува матката, бешиката се во близок сооднос и одредени анатомски промени исто така прават да бидат за жал жените по предиспонирани за инфекции.
А кои се најчестите причинители кои предизвикуваат уринарни инфекции? Кажавме дека жените се предиспонирани, меѓутоа најчестите причинители кои бактерии? Така, не споменав дека најчести инфекции после респираторните инфекции се уринарните и треба да кажеме дека од сите тие уринарните инфекции може да бидат едноставни како циститите или сложени кои што бараат третман во болнички услови и зафаќат понатаму, го зафаќат бубрежното ткиво, се смета дека и кај едните и кај другите најчест предизвикувач е Ешерихија коли. Таа е како прва со еден многу голем процент, и понатаму има предизвикувачи кои што се малце помалку присутни, клепсиела, псевдомонас, стафилококи, стрептококи и така натаму, други предизвикувачи. Меѓутоа, ова што прашавте, најчест предизвикувач е Ешерихија, уропатогениот сој на Ешерихија коли. Дали Ешерихија коли може да постои во нашиот организам, но да не предизвикува уринарни инфекции, или дали има некоја граница кога таа би била патогена за нас? Така, не секое присуство на бактерија во урината значи и заболување, односно болест, и многу е дискутабилно за нас медицинарите кога една бактерија треба да се третира, која ќе изолираме, кога не. Треба да се направи и една дистинкција кога во тој наод уринокултура имаме знак дека е уринарна инфекција или пак контаминација од надворешната средина. И уште многу одавно, уште од 50-тите години се зборувало за да се избегне таа контаминација, односно при земање на примерокот да биде земен токму средниот млаз од урината, за да се избегне лажно позитивни наоди. Така да овој дел кој што го зборуваме сега, што го споменавме со вас, е токму тоа да знаеме кога е навистина болест, кога се работи за загадување од надворешната страна. Друг исто битен момент е кога имаме асимптоматска бактериурија и треба да размислуваме дали да ја третираме според препораките, или пак тоа треба да се третира само доколку навистина се развијат симптоми. А кои се тие ризик фактори кои може дополнително да влијаат за ова асимптоматска бактериурија, може да стане симптоматска и да има потреба од третман? Треба да размислуваме особено кај пациенти кои што се повулнерабилни. Се смета дека дури асимптоматската бактериурија кај бремени жени, големите студии покажале дека треба да се третираат заради ризици понатаму и на плодот. Оно што не треба да го третираме е доколку во постменопаузниот период кај жените има присуство на одредена бактерија, меѓутоа нема симптоми, не треба да ја третираме затоа што едноставно кога ќе дојде до развој на болест, тогаш повторно давање на антибиотици прават резистенција, односно бактериите стануваат многу по-отпорни и треба да размислиме таму да се извага кога уклучуваме антибиотик или кога не. Исто така пациенти кои што носат постојан уринарен катетер и наодот не секој пат треба да се третира. Треба да се размисли исто така и кај пациенти кои што се неподвижни, кои што се сместени во болници. Исто така една вулнерабилна група е пациенти со трансплантиран орган, кога треба или кога пак не треба заради прекумерно давање на антибиотици во секојдневната пракса, затоа и многу се зборува, и прекумерното давање практично ги развива тие високорезистентни соеви кои што понатаму тешко се искоренуваат. А како тогаш може да ги третираме овие уринарни инфекции кои доаѓаат од катетерот или кај пациенти кои лежат во болниците? Како пристапувате кон нив? Доколку се работи за едноставна инфекција, односно доколку се работи за цистит, и пациентот има само симптоми кои што се често мокрење, болка во бешиката, нема висока температура, има фреквентно многу пати оди во тоалет, меѓутоа нема системски знаци, нема температура, нема треска, тогаш ги третираме вон болнички, се даваат антибиотици, најдобро е според типот на бактеријата на што реагира.
Доколку се работи за посложена инфекција, кај пациенти кои што веќе развиваат клинички знаци, вие споменавте и пациенти кои што носат уринарен катетер, доколку има високи знаци за инфламација во лабораториските анализи, доколку има покачени леукоцити, С-реактивен протеин, доколку пациентот е високо фебрилен, тогаш ги третираме најчесто со интравенски антибиотик, затоа што пациентите во тие фази знаат и да не се чувствуваат добро, да не можат да пијат, да ги повраќаат лековите и најчесто одиме со интравенски лекови. Апсолутно. Ќе одиме со кратка пауза и потоа се враќаме во вториот дел на емисија да ги покажеме и другите симптоми кои ни покажуваат дали имаме или немаме уринарна инфекција. Шкапутаме прв пак част публицитет, рекнеме пас пак. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe do të fokusohemi në këtë pjesë pak më shumë se cilat janë ato infeksione urinare që mund të trajtohen pak më lehtë dhe cilat infeksione urinare realisht kanë nevojë për një trajtim pak më adekuat dhe mund të sjellin deri në komplikime në shëndetin e një personi. Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar dr. Irena Rambabova Bushletić, subspecijalist nefrolog. Dr. Irena, spomnavме во првиот дел на емисијата за симптомите и дека некои бактериски уринарни инфекции може да бидат и асимптоматски. Меѓутоа, како може да препознаат луѓето според тие најкласичните симптоми дека се работи за една уринарна инфекција? Голем дел од нас веќе искусиле во животот некоја уринарна инфекција и знаеме дека тоа најчесто започува со многу честа потреба за уринирање, болка во долниот дел од стомакот во предел на бешиката. Самите пациенти понекогаш кога ќе дојдат кажуваат дека имаат промена во миризбата на урината или дури и бојата, може да има појава и на крв. Значи, ноќно станување, тоа се првите знаци кои што веќе укажуваат на една уринарна инфекција, односно на цистит. Тоа е кај едноставните инфекции. Меѓутоа, доколку претходеле дел од ваквите симптоми, меѓутоа веќе се развива температура, болки во слабинскиот предел, лево или десно, треска, тогаш веќе станува збор за сложена уринарна инфекција. А доколку зборуваме што она како ние, како медицински лица, правиме понатаму за да го докажеме веќе сомневањето на пациентите, е да се земе на почеток многу едноставен примерок на урина, каде што се евидентира присуство на маса на леукоцити, бактерии, нитрити кои што укажуваат лабораториски дека се работи за уринарна инфекција и најголема потврда е секако изработка на уринокултура да се докаже предизвикувачот и заедно со тоа добиваме еден антибиограм да видиме кога и на кој антибиотик е осетлива практично бактеријата и според тоа да го третираме. Значи, потврда е уринокултурата, меѓутоа не секој пат во секојдневната пракса секој пат може да се мора задолжително да се направи, доколку има можност е добро да се направи, особено кај комплицираните уринарни инфекции. Меѓутоа, според симптомите се припишуваат најчесто користените антибиотици кои што се започетно лекување на циститите. Кажавте едноставни уринарни инфекции, сложени уринарни инфекции. Дали и овие инфекции се можат да се поделат според горниот уринарен тракт, средниот и долниот уринарен тракт во зависност од тоа какви симптоми предизвикуваат и кога се појавуваат? Така, едноставни инфекции се циститот и може да биде едноставен пиелонефрит, меѓутоа комплицираните кога веќе организмот развива системска манифестација, тоа се споменавме температура, треска, повраќање, дури нарушена свест, тоа е веќе најсложената фаза кога има продор од предизвикувач на уринарната инфекција во крвта, која што инфекција може би подолго траела или се работи за повулнерабилна група на пациенти или едноставно самиот организам некој пат има склоност, тогаш се работи за уросепса која што веќе влегува во фазата и на животозагрозувачки состојби и задолжително бара лекување во болнички услови. Една од компликациите од уринарните инфекции може, и тоа најживотозагрозувачка, е уросепсата. Так. Но кои се другите компликации кои може да произлегуваат од една уринарна инфекција? Од една уринарна инфекција, значи, во
доколку се развиваат како резултат на одредени малформации од детска возраст, вродени мани на уринарниот систем и се повторуваат многу често, веќе прават оштетување и на самото функционално бубрежно ткиво, така да можат да бидат причина и за губиток на функцијата на бубрезите, доколку тие се доста повторувани, прават едни лузни кои што ги докажуваме на скен, особено кај пациенти кои што се во детска возраст и можат понатаму да прогредираат и во тек во животот, особено уринарни инфекции кои што се комплицирани со калкулоза, односно камчиња во бубрезите и формирањето и на камчиња и на уринарни инфекции заедно знаат често пати да бидат причини и за развој понатаму на хронична бубрежна болест. А во склоп на сепсата исто така се развива акутно бубрежно оштетување, каде што може да дојде до сериозно нарушување на бубрежната функција, дури и со потреба од диализа. Затоа неопходно е да се превенираат овие уринарни инфекции или да се третираат на време. Пред малку спомнавме уринокултура, со тоа и антибиограми и антибиотиците кои помагаат за третман на уринарните инфекции. Како ги третирате? Дали секогаш е потребно да се пристапи кон антибиотик или може прво да се пробува со тие природните лекови кои многу ги сакаат сите гледачи, прво тие да ги пробаат, па потоа да одат на антибиотик? Така, пациенти кои што се високо ризични за уринарни инфекции, меѓу другото, веќе споменавме кои групи од женската популација, меѓутоа треба да ги споменеме и пациентите кои што имаат диабет и знаат многу често да одат асимптоматски дури до тие крајни фази, додека не стане сериозна компликација. Тука се пациентите кои што се со имуносупресија или пациенти кои што имаат нарушени празнења на мочниот меур, како машката популација со зголемена простата во тек на животниот циклус, пациенти кои што имаат повреди на рбетниот столб и имаат нарушени празнења или одредени невролошки болести кои што прават да не може бешиката да се празни правовремено и секако пациентите веќе ги споменавме кои што примаат имуносупресивна терапија, тие се склони кон развивање на уринарни инфекции. Дали треба да ги третираме или не, сепак според системскиот знак, она што е превентива, особено кај пациенти кои што знаат да имаат повторувачки уринарни инфекции, веќе се зборува за користењето на брусница или како самиот плод или во вид на напитоци, чаеви, не само, како викаме, во алтернативната или народна медицина, туку тие имаат и веќе и доказ зошто превенираат, токму тие едни малечки цили кои што се припојуваат на уроепителот, значи делуваат таму и делуваат навистина превентивно. Така да се дел и од тоа системско лекување. Понатаму има нели кај различни популации таа деманоза исто се препорачува практично кој што е дел и од овој плод кој што го споменавме. Понатаму жени кои што имаат нарушено празнење во постменопаузен период, инстилирање на хиалуронска киселина, различни интервенции за подигање на утерусот на матката, така да сето тоа влегува во едни заштитни. Меѓутоа овде чаевите кои што сите ги споменуваме, значи чајот брусница, зелениот чај, чајот од нане, миксовите кои што се како уромиксот тие достапни, секако превенираат дури во тој мирен период кога пациентот нема акутна инфекција, за да може и здрав човек да ги користи превентивно, тие немаат никакви, тие се дел од исхраната, практично тие немаат само немаат улога на лекување, туку се тие дел од исхраната кои што може да се користат и во секојдневната пракса. Она што заборавив да кажам, дека доволно консумирање на вода, значи зависно од телесната маса 2-2,5 литри на вода и редовно празнење на бешиката, кој што современиот начин на живење и на брзање и недостапност можеби на тоалети во одредено време прави сите ние да го одложуваме
празнењето на бешиката и тоа често е пати не сакаме во јавни тоалети да се одеме низ трговските центри, така и ја задржуваме урината за кога да одиме дома да ја празнеме бешиката. Дали е тоа погрешно? Јавните тоалети секако каде што има масовно посетување се ризик доколку не се прави доволна хигиена кога излегуваме од тоалет со мијање раце. Некоја директна предиспозиција треба навистина да има некој голем директен контакт за да се пренесе инфекција, меѓутоа овде имаме ризик од други оние фекално-орални инфекции кои што секако се ризик и секако е најдобро во добро одржувани тоалети, во домашни услови или во средината каде што работиме или обстојуваме во текот на денот, меѓутоа да не заборавиме да редовно треба да се ја празнеме бешиката, иако ние советуваме сите лекари да пијат многу вода, сите доволно хидрирање преку уста, да. Дали некогаш претеруваме со тоа хидрирање? Може и тоа да се случи, па бојата на урината да се менува да биде посветла кон бела? Така, секако поголемо, зависи во кој период од годината. Практично во летните периоди треба поголем внес, кога е потењето зголемено. Меѓутоа, сепак е тоа едно индивидуално однесување одредени значи односно од популацијата тие не се сите пациенти се здрави особи кои што кажуваат дека многу често пијат вода, не знам, стално носат со себе шишенце вода, други пациенти ќе ни кажат дека тие воопшто една чаша вода пијат и тука да треба да најдеме некоја средина во зависност нели од самата индивидуа во временските услови и така и физичката кондиција која што имаат. Често пати некои луѓе кои користат чај од брусница и имаат некоја уринарна инфекција, па викаат дека имаат проблем со покачување на крвниот притисок. Дали тоа може да биде вистина од страна на пациентите? Па вака некои научни податоци дека токму тоа е некоја поврзаност, не можеме да кажеме. Се зависи кој умерено тогаш да се користи. Умерено внесување, да. А кога се работи за антибиотска терапија, како се користи тоа кога се работи, како се користат антибиотиците кога се работи за уринарна инфекција? Така, кај едноставните инфекции најчесто припишуваме лекови кои што зависно сега и од дали пациентот има некоја алергија, може да се припишат антибиотици кои што се земат еднаш до 2 пати, односно тие кратки курсеви на лекување или оние што многу често знаеме дека ги препишуваме цитерал, нолицин и понатаму други лекови, амоксиклав во лекување на уринарните инфекции, меѓутоа доколку имаме уринокултура, тогаш е најоптимално давањето на антибиотик. Се понатаму, доколку се работи за резистентни соеви, тогаш се дават антибиотици со широк спектар. Дали тоа значи одредено време треба да се употребуваат антибиотиците, па потоа да се повтори уринокултурата, па пак да се... Најчесто едноставните 5 до 7 дена, поретко до 10 дена, потоа правиме пауза од неколку дена и се повторува уринокултурата и секако и симптомите и тие кај едноставните инфекции. Меѓутоа, доколку се работи за сложени, тогаш може да се оди и со подолг курс на лекување. Интравенски, а потоа да дадеме и некоја заштита преку уста, зависно дали се работи за повторувачки и рекурентни инфекции кои што треба да се лекуваат подолго. Дури и циститите кои што се повторувачки, знаеме да дадеме лекови кои што се терапија на одржување, кои што може да оди и до неколку месеци. Добро, доктор Ирина, стигнавме до крајот на емисијата и во овој дел би сакала малце совети да дадеме да за сите тие што не гледат како да ги превенираме овие уринарни инфекции. Пример, колку е значајно личната интимна хигиена за да ги превенираме уринарните инфекции или можеби некои други работи кои можеме да ги применуваме во нашиот секојдневен живот кои би ни помогнале од овој аспект? Така, во превенцијата секако оди најпрви, што кажувате, личните навики е носење на веш кој што е од природни материјали. Понатаму одржувањето на хигиена после дефекација, бришењето да не биде, затоа што аналната регија и практично и уретрата или излезниот канал за мокрача се многу блиски, да биде од
напред кон назад, за да нема тука внес на бактерии. Тоа е многу битно. Редовно празнење на бешиката, пациентите кои што се со доволно ризик фактори да обрнат внимание на доволно хидрирање, да ги лекуваат основните заболувања, значи добра гликорегулација кај пациентите кои што се со диабет, кај пациентките кои што се во менопауза, доколку имаат проблеми. Тука има и гинекоуролог кои што заедно делуваат во лекувањето. Пациенти кои што се со камчиња во бубрезите, со нефролитијаза и се склони кон развивање на уринарни инфекции, треба еден сериозен пристап и се ова што до сега го зборувавме, доволно хидрирање, навремено празнење на на мокрачниот меур и секако доколку се забележат било какви знаци на уринарна инфекција, треба сепак да се консултира барем матичниот доктор. Доколку се работи за посериозни, веќе секундарното и терциерното здравство, за да се превенираат животозагрозувачки состојби. Како што е уросепсата, која е навистина животозагрозувачка. Тие се поретки состојби, меѓутоа не така ретки во терциерното здравство, особено кај, рековме, пациенти кои што се со трајни уринарни инфекции, кои што имаат потреба од инструментализација кај тумори на бешиката, повторувани цистоскопија, значи биопсија на простата, сепак овде треба едно посебно внимание и од нефролог, интернист пред се, нефролог и уролог, доколку се работи за посложени инфекции. Ви благодарам многу што бевте дел од нашата емисија. Ви благодарам и вас. Shikues të nderuar, ne me kaq përmbyllim emision për sot. Faleminderit që qëndruat me ne. Bashkë do shihemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë takofshim.